Што работи владата? Колку трошат министерствата? Колку трошат функционерите? Каде патуваат? Со кого? И по која цена? Кои се новите функционери во државниот апарат? Какво искуство имаат и од која позиција доаѓаат? Ова се само мал дел од прашањата по чии одговори новинарите се којдневно се обидуваат да дојдат, а за кои надлежните институции се должни да ги достават. Топ тема на ваша страна побара владата да ни достави листа на посебни советници на премиерот со дата на ангажирање, објавениот оглас и нивното CV. Одговорот беше брз, но делумен. CV-ата на советниците не беа вклучени во одговорот, со објаснување дека барањето е проследено до службите. Така, останавме покуси за работното искуство на 13-те посебни советници на премиерот, клучното во нашето истражување, дали и колку се компетентни за функцијата која извршуваат и дали ги исполнуваат критериумите, наведени во распишаните огласи. Како пример ќе ја земеме Тања Чачарова Илиевска, посебен советник на премиерот за правда. Кој е нејзиното искуство и кои се нејзините постигнувања во овој сектор? Она што е достапно на интернет е дека е адвокат од 1995 година. Најмногу работела по граѓански предмети, била член на правниот совет на СДСМ и од јануари оваа година е именувана на местото на генералниот секретар Рашковски во акционерското собрание на Телеком. Кој е Ѓорги Тасев, посебен советник на премиерот за млади и спорт? За него не може да се најде ниту слика, а единствената информација е дека бил единствениот кандидат кој ги исполнувал сите услови на огласот. Слично е и со посебниот советник за транспорт и врски, Фидан Колев, за кого може да се најдат оскудни информации, дека потекнува од Струмица, бил против кандидат на Стефан Богоев за преседател на младината и потоа именуван за советник за младинска политика. Информација поврзана со транспорт и врски нема. Интересно е именувањето на Љубе Бошковски за посебен советник за странски инвестиции, кој предизвика најмногу реакции во однос на неговите компетенции на ова поле. За жал, и неговото CV не е достапно, за да може да се тврди спротивното. Транспарентноста е често користен збор на премиерот Заев и неговите министри. Но многу често транспарентноста се поистоветува и со ажурност во одговорите, а за да може да стане збор за транспарентност, потребно е да има и одговорност. Факт е дека оваа влада е далеку поотворена кон новинарите, дека брзо одговараат на нашите прашања, доста се поефикасни и попристојни со некакви мали исклучоци. Генерално се пристојни во односот кон новинарите, брзо добиваме информации, портпаролите комуницираат, но прашањето на добивање одговори и прашањето на транспарентност не се иста работа. Ние се уште во владата постои тајновитост на процесите. Транспарентноста како таква не значи ништо ако нема одговорност и ако по она што ние го пишуваме нема процеси во кои виновниците ќе бидат казнети. Во овој момент, иако има одреден исчекор, се уште принципот на неказнивост сметам дека обстојува. Уште на самиот старт, владата на премиерот Заев почна офанзива во отчетноста, но во делот на работењето и трошоците на нивните претходници. Доставените новинарски прашања беа одговарани веднаш или на официјални пресконференции. Она што ги изненади новинарите, но и граѓаните, секако беше формирањето на Министерството за комуникација и транспарентност и отчетност, кое го води поранешниот новинар Роберт Поповски. За да се подобри отчетноста, па и транспарентноста, владата донесе одлука со која услугите на Централниот регистар и катастар останаа бесплатни за новинарите, но остана спорен фактот што новинарот мора да наведе што сака да истражува и се чека од 1 до 7 дена за да може да почне со истражувањето. Патните трошоци, нешто што беше мислена именка до сега се јавно достапни, исто како и трошоците на функционерите. Министерствата се задолжени квартално да објавуваат информации, а владата најави дека ќе ги задолжи јавните претпријатија да ги објавуваат своите трошоци. Според Цветковска, влечењето паралели и споредбата со претходните гарнитури е целосно погрешен чекор, како на владата, така и на новинарите. Постојано има некаков притисок дека ние мора да напоменуваме дека оваа влада е подобра од другата и дека они не правеле вака, тие правеле така. Мојата работа како новинар, нашата работа е друга. Нашата работа е да ги детектираме слабостите во системот, да ги пронаоѓаме и откриваме злоупотребите и да ги притискаме институциите да реагираат. Тоа е концептот на одговорност. И нема потреба ние постојано да споредуваме, иако и ова интервју така почна. Јас почнав, иако за разлика од претходната влада, па што? За разлика од што? Претходно живеевме во едноумие. Мислам, со кого ние ќе се споредуваме постојано. Тие имаат своји обврски со законот, ние имаме наша работа во интерес на граѓаните и тоа е тоа. Тоа е се што нас, новинарите како заедница, треба да интересира. Многу прашина и бурна реакција во јавноста се крена и поради бројот на вработени во пиар секторот на владата и министерствата и сумата која им се исплаќа за услугите.
Истражувањето на новинарката Кристина Озимец покажа дека околу 120 лица се ангажирани и работат во PR секторот покрај стандардните и задолжителни оделенија за односи со јавност, но и дека годишно им се исплаќа над 600.000 евра.